Добар ден, јас исто така имам две теми. Од економската проблематика се надевам дека ќе бидат доволно интересни. Сега да информираме јавноста дека утре на дневен ред на собранието ќе се најде предлогот на СДСМ и коалиционите партнери за измени на законот за прекршоци. Со овој закон бараме сите казни и глоби за граѓаните и стопанството да се преполоват или намалат за половина, за 50%. Економската состојба во државата се повеќе станува неиздржлива. За обичен прекршок, простичниот граѓанин треба цел месец да работи, без при тоа да троши ниту за основните животни потреби, а само за да може да ја плати казната. Голем број на фирми се затвараат заради огромните казни, а дел од нив дури земаат кредити или отпуштаат работници за да ги платат казните. Со овие казни единствено се полни буџетот на власта, а парите пак од друга страна се трошат на непродуктивни намени. Со оваа мерка, казните и глобите нема да станат општествено незначителни, но нема во исто време да ги доведат граѓаните и стопанството на раб на екзистенцијата и неликвидноста. Затоа го повикуваме владачкото мнозинство да ја прифати оваа наша економско-социјална мерка. И втората тема е она што ги оптеретува граѓаните веќе подолг период, а за жал ќе ги оптоварува и во следниот период. А тоа е рекордно високата цена на нафтата и нафтените деривати, кои што вчера ја надмина фамозната бариера од 90 денари. Бензинот станува луксус за граѓаните и многу скапа суровина за стопанството во услови на тешка социоекономска криза. СДСМ редовно ги следи состојбите и континуирано предлага мерки кои на граѓаните ќе им го олеснат преживувањето во оваа 2012 година. Затоа предлагаме: прво, владата привремено да се откаже од поголем дел од акцизата за нафтените деривати. Дека моментот е вистински е и тоа дека во овој момент се подготвува ребаланс на буџетот во владата на Република Македонија и сега, а не после, е времето и моментот кога владата треба да го направи овој чекор кој што го предлага СДСМ. Второ, итно да се спроведат мерки за финансиска и техничка помош на стопанството, а особено за најпогодените, како малите фирми, преработувачката индустрија, земјоделието, извозно ориентираните компании и слично. И трето, при ребалансот на буџетот, наместо да се крати од капиталните инвестиции или социјалните трансфери, владата треба да скрати од непродуктивните трошоци како кампањи, споменици, реновирања, нови набавки и други криминално склучени договорни услуги. Уште еднаш апелираме до владата да ги разгледа овие мерки и да ги прифати во интерес на граѓаните. Овие мерки се конкретни и лесно остварливи и истите се содржат во пакетот од 27-те социоекономски мерки што СДСМ ги предложи на владата пред одреден временски период.